Се наоѓам на Бајро, во населбата Љубој. Сум бил тука порано, сум снимал. Има еден пат не преоден, буквално. Градоначалнико на Битола, заедно со Советот и начело со председателката Габриела, немаат стапнато да видат под кои услови живеат овде луѓето. Повеќето луѓе овде се роми. Зошто овака ни се случува, јас не знам во општина Битола. И затоа јас се кандидирав да бидам градоначалник на општина Битола, да им помогнам на луѓето. Не само на Бајро и во населбата Љубојно, и на ромите сите, да им помогнам прво на сиромашните граѓани во општина Битола. И Битола, и селата. Сега ќе ви го покажам патот. Кога ќе падне дош, или во зима, никој не може да се движи. Заборајте на коли, ни пешки не може. Погледнете спили. Овде луѓе со тенк не може да се помини. А не жителите на Љубој, на Бајро да може да врват. Погледнете какви кратери дупки. Зошто овака ни се случува, јас не знам во општина Битола. И затоа јас се кандидирав да бидам градоначалник на општина Битола, да им помогнам на луѓето. Не само на Бајро и во населбата Љубојно, и на ромите сите, да им помогнам прво на сиромашните граѓани во општина Битола. И Битола, и села. Ќе падне дош, или во зима, никој не може да се движи. Заборајте на коли, ни пешки не можат. Луѓето паѓаат, се повредуваат и завршуваат во болница. Зошто е вака? Затоа што ние во Битола повеќе години, последните 4 години, немаме ни советници, ни градоначалник, а и пред тоа. Значи, овој проблем се провлекува со децении. Благодарам што ме слушате. Гласајте за демократи, заокружете 29. Ако сакате да имате градоначалник и советници кои ќе работат за вас, почитувани граѓани на општина Битола, почитувани луѓе кои што живеете на Бајрот и имате проблеми огромни. Благодарам за вниманието. Ке прошетам по широк сока, а на демел чаршија кафе ке се напија. Јас сум Јорго Огнановски, актер, спортист, бизнисмен, политичар. Јас сум татко, дедо, човек. Но пред се, јас сум македонец, кој си ја сака Македонија. Јорго Огнановски за Битола. До тебе.